Размена на доктори и зголемен број на јапонски стипендии за македонските студенти. Ова се само дел од постигнатите активности за време на посетата на владината делегација предводена од премиерот Никола Груевски во царството Јапонија. Официјалната посета започна со средба со јапонскиот принц Нарухито. Позитивно се оценети политичките односи и нагорната линија во билатералните односи. На средбата на делегацијата предводена од премиерот Груевски со влијателни членови на јапонскиот парламент, предводени од Такао Макино, заменик министер за надворешни работи на царството Јапонија, беше изразена подготвеност за продлабочување на односите на општествените сфери, образованието и здравството. Макино го информираше премиерот Груевски дека Јапонија ќе го зголеми бројот на јапонски стипендии за македонските студенти за студирање на постдипломски студии на јапонските државни и приватни универзитети. Македонската делегација попладнето се сретна со Тоцео Тамута, председател на бордот на директорни на Japan Rainwell East компани, која се занимава со бизнис во повеќе сфери, меѓу кои и железничкиот сообраќај и медицината. Болницата на оваа компанија е напредна во многу области, но особено се истакнува во делот на ортопедската медицина и во делот на рехабилитација од повреди, а исто така и во делот на третман од канцер. Во краток период треба да ги договориме деталите во смисла на тоа кога ќе почна да доаѓаат наши доктори и медицински персонал и точно во кои оддели ќе бидат прифатени да бидат обучувани за најнови достигнувања во областа на медицината. Можам да кажам дека на средбата со председателот на оваа компанија имавме многу отвореност за соработка и соработката не само што ќе биде во делот на болницата, ќе биде и во делот на обуки, во делот на железнички транспорт, бидејќи се работи за една поголема компанија која што покрај болницата поседува и дел од железница. Доживотна казна за обвинетите Адил Демири, Африм Иаѓим Исмеиловиќ и Езим и Хаки Изеири и Самил Љута за масакрот кај Исмилковското езеро, пресуди денеска судскиот совет во процесот Монструм. Основниот суд Скопје 1 Скопје, според пресудата за предметот поврзан со петкратното убиство кај Исмилковското езеро, обвинетите ги огласи за виновни за кривично дело тероризам и ги осуди на казна доживотен затвор. Обвинетиот СР судот го ослободи од обвинение. За прво и второ обвинетиот, на кој им се судеше во отсуство, пресудата исто така беше објавена во нивно отсуство, додека останатите обвинети заедно со нивните бранители ја слушнаа објавата. Станува збор за првостепена пресуда која не е конечна и на која странките имаат право на жалба. Малопродажната цена на бензините и дизелот од ноќеска на полнок се зголемуваат за 2 денари. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 83 денари за литар, на Евросупер БС 98 84,5 денари и на Евродизелот 70 денари за литар. Нестабилно облачно време со пореен дожд, грмежи и засилен ветер најавуваат метеоролозите за денеска попладне. Локално се очекува невремето да биде поинтензивно во форма на невреме со појава на град и електрични празнења, особено досна попладне и во вечерните часови. Температурата ќе се движи од 28 до 33 степени. Денеска е последниот ден од 6-месечното председавање на Грција со Европската Унија, а кормилото од утре го презема Италија. Италијанскиот премиер Матео Ренци во среда на 2 јули на пленарната седница на Европскиот парламент во Страсбург ќе ги представи приоритетите за следните 6 месеци. Италијанското председателство го буди оптимизмот за евроинтегративниот процес на Македонија по најавата на официјален Рим дека го враќа проширувањето на дневен ред во Брисел. По постот за време на грчкото председателство се очекува целосна и конкретна поддршка во заложбите за членство во Европската Унија, соопшти Македонското министерство за надворешни работи.